Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Вашиот пратеник. Емисија во која бар за момент малку ја ставаме политиката на второ место и разговараме за детството, за приватниот живот, за хобијата и за приватните интереси. Во нашето студио денеска гостинка е пратеничката Катерина Димитровска. Добре дојдовте во Собраниското студио. Добро ве најдов и благодарам на можноста. Прво ги поздравам сите граѓани на Република Македонија, да им посакам убав ден да имаат и да ве се заблагодарам на вас и на целиот тим што работи на овој проект во Собранискиот канал. Малце граѓаните да не видат од една друга страна, не само од Собраниската говорница. Уште еднаш благодарам. Така, токму тоа е и концептот на оваа наша емисија, граѓаните да ги запознаат пратениците во едно поинакво светло. Ќе почнеме од вашите почетоци во политиката. По професија завршивте менаџмент за човечки ресурси. Предпоставувам дека и вашата претходна професија била поврзана токму со оваа тема и вашето претходно работно место. Мислевте ли дека некогаш ќе се занимавате со политика? Да, така. Јас работа во акционерското друштво за стопанисување со стамбен и со деловен простор во значење на Републиката. Таму сум 10 години, бев на повеќе работни места, имам сменато. Пред да станам пратеник, последно се отидов како шеф на кабинет на генералниот директор. Сега местото ми е во мирување, се надевам дека после функцијата ќе се вратам или на своите работни обврски. Користам прилика да ги поздравам колегите во друштвото. Па да ви кажам, љубовта спрема политиката ми се јави од негде средношколските денови, но почнав активно се вклучувам кога наполнев 18 години, негде 2004 година. Главната цел и жиловата се вклучам беше што ние растеме во едно време на транзиција, некој политички хаос за нашата држава и гледав да влезам во партијата за да можам да ги носам одлуките и да делуваме за македонските национални интереси. Така се одлучив тоа да биде ВМРО ДПМН, како што се гледаше и од претходното раководство и од сегашните делувања на партијата. Влегов како член на Унијата на младите сили, од местниот комитет, буквално ги имам поминато сите чекори, скалила по ред од најниско ниво и сега сум активна председателка на Унијата на жени на Општинскиот комитет Аеродром, една од најголемите општини и член на Централниот комитет. Го спомнавме Аеродром, како пратеник доаѓате од првата изборна единица. Верувам дека живеете таму последниве 15 години, 10. Колку е битно местото каде што живееме, колку не изградува тоа како личност? Дали тоа има најголемо влијание и кога секако во прв план е семејството, традицијата, но тука е и местото каде што растеме и каде што учиме, каде што ги поминуваме најмладите денови? Така е, да, јас сум родена во Скопје и тоа баш сум во населба Аеродром целиот свој живот. Сега и мажена сум во населба Аеродром. Ние аеродромци сме посебно поврзани со нашата општина. Тоа е еден сум имала прекрасно детство, прекрасна околина околу себе, но вредностите сепак доаѓаат првично од семејството. Како ситан или честност, почит, солидарност, да се помагаме едни на други. Потоа и образованието ме обликуваше како личност, нормално околината во која што живеам. Таму научив всушност дека кога ќе постигнеш некој успех, не е успех ако не го споделиш со другите. И од најмала возраст некако ме влечат тие хуманитарни активности. И кога не сум работела, значи можела да се помага на друг начин, и сега како вработена, нели издвојувам секогаш време и средства за да помагаме на другите колку што можеме повеќе.
Го спомнавме вашето претходно работно место пред да дојдете тука во собраниските клупи. Колку она што го стекнавте како знаење и како искуство кога работевте во агенцијата за акционерското друштво, точно, колку ви помага тоа денеска во работата во законодавниот дом? Па апсолутно ми помага, да. Работата внатре во друштвото, работата и надвор, комуникацијата со луѓето, ме прави да бидам поодговорна за функцијата што носам, и кога нешто ќе го увидиш во пракса, нели после тоа постапуваш исто како да си од другата страна, зашто сепак нас функцијата ни поминува еден ден и се враќаме на своите работни места. И сметам дека секој пратеник и секој функционер кога е во можност треба да се бори за едно подобро утре и да го гледа тоа како и свој бенефит за децата да останат во нашата држава. Го спомнавме детството, го спомнавме семејството. Кој ви беше најголема поддршка кога одлучивте поактивно да се бавите со политика? Секако тоа за една жена, за една господја, за една мајка на мало дете захтевна професија, бара многу обврски, бара многу отсуства. Кој ви беше најголема поддршка? Прва поддршка ми беа моите, кои никогаш не биле вклучени во политиката, од страна ја поддржувале и секогаш знаеле да искоментираат. Од нив ми дојде љубовта, од нивната грижа всушност за државата, ама сега најголема поддршка, нормално од кога имам семејство и фамилија, ми е сопругот, кој е тука секогаш да ме поддржи кога ќе кликнам, кога ќе се уморам, кога мислам дека не сум доволна со своето дете, и секогаш ми дава поддршка и ми вика дека тоа што го правам всушност за нас, за децата, за моето дете, за сите деца на Република Македонија. Лесно ли е да се балансира? Па кога се сака, да, лесно. Кога се сака, се може. Сметам и се наоѓа време стварно. Како пратеник членувате во неколку собраниски работни тела, зашто најчесто дебатирате и зашто најмногу се залагате во вашите дискусии? Да, членувам во 3 работни тела, во 3 комисии. Во Комисијата за надворешна политика и трговија, Комисијата за образование, наука и спорт и Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените. Најчесто активна сум во сите 3 комисии подеднакво, но активна сум и во другите работни тела и во другите комисии, бидејќи како пратеник не се сочуваме само со барањата за тие комисии што сме, туку треба да гледаме работата во сите работни комисии. Така, како пратеник доаѓате од првата изборна единица. Петоците генерално се гарантирани за средби на пратениците со граѓаните и со гласачите од нивната општина конкретно, но верувам дека не го правите тоа само во Петоците, бидејќи сте многу активна на терен, во аеродром, постојано секој слободен момент верувам дека го користите за средби. Какви барања најчесто имаат гласачите од вас? Да, така е, Петоците ги користиме за граѓаните, но и секој работен ден, тука слободно можам да кажам дури сабота и недела, сме активни и сме на терен. Јас доаѓам, како што спомнавме, од општина Аеродром. Аеродром е поделена на 2 дела, нели урбан и рурален дел, така да барањата се од различен тип и сите барања што ги добиваме, наоѓаме некое решение, обично се или за општината, или за одредена институција, негде за промена на закон. Седнуваме со надлежните институции, или јас ке пренесам, или ќе им дадеме некој контакт, ама секогаш наоѓаме некое решение. Ако нема решение, се трудиме барам нешто приближно да излеземе во пресрет на луѓето. Впрочем, за тоа и сме ние тука пратениците, тоа не е нешто за пофалба, за тоа не изгласале и ние сме, што викаме, слуги на народот.
За крај на нашиот денешен разговор, до крајот на овој мандат, со овој пратенички состав до 2028 година остануваат уште 2 години. Кога би сакале да издвоите едно законско решение по кој ќе ве паметат граѓаните дека се донело во овој пратенички мандат од 2024 до 2028 година, што би било тоа? Што би издвоиле? Па би кажала дека би сакала да ја реализираме програмата цела што имавме на прошлите парламентарни избори. Само така ќе докажеме дека тоа што сме го ветиле сме го исполниле со многу работа и со многу труд да ја донесеме Македонија да биде едно многу поубаво место за живење, зашто тоа го заслужува нашата држава. Ние сме една убава држава, кажувам кај да отидеме, сакаме тука да се вратиме и веќе да не слушаме од децата дека опција ќе им биде странство, туку да сакаат да останат тука во Македонија, да градат своето семејство и кариери. Ви благодарам за нашиот денешен разговор и што пред нашите гледачи се представивте во едно поинакво светло. Благодарам многу и на вас.